поздрав од студиото на МТМ. Почнуваме со урбаните вести, останете со нас. Општина Центар ќе стави крај на дивењето на кафулињата низ центар. Променет вечерниот термин на автобусот 21 од транспортен центар до Бардовци во петок и сабота. 35 евра казна или 15 казнени поени за некористење на детско седиште за деца до 5 години. Господ постои името и е Петрунија, премиерно во Милениум, а Риголето во МОБ. Општина Центар изготвува нов правилник со кој ќе стави крај на дивењето на кафулињата низ центар. Со правилникот се предвидува надлежностите за издавање одобренија за поставување летни тераси, општината да ги преземе од градот и строго да се почитуваат правилата. Во спротивно, истите ќе бидат отстранети. Со новиот правилник за поставување урбана опрема, општина Центар планира да стави крај на дивењето на кафеанџиите низ центарот на градот. Според Богдановиќ, сега во Центар нема место за движење на пешаците и велосипедистите од терасите на кафулињата, кои летно време ги зафаќаат и тротоарите и пешачките патеки, а зимно време се затворени со стакло. Со правилникот, општина Центар ќе ги преземе надлежностите од град Скопје за издавање на одобренија за поставување маси и столици пред кафулињата и кафеаните. Досега кафеанџиите поднесуваа елаборати за поставување урбана опрема во град Скопје, кој им ги одобруваше, а општината требаше да контролира и санкционира доколку се зафаќаше поголема јавна површина. Ваквата процедура создала потешкоти и за општинските инспектори бидејќи не се знаело до каде се постапките со елаборатите и што е одобрено. Со новиот правилник, општината точно ќе знае кој објект има дозвола за летна тераса и дали ги почитува одредбите. Најпрво угостителите ќе треба да достават елаборат до општина Центар и откако ќе им одобри, ќе побараат дозвола за вршење на дејност од град Скопје. Во елаборатите ќе мора да се почитуваат условите, како што е да има на тротоарите 2,5 метри простор за пешаци, а непочитувањето на правилата ќе биде санкционирано со уривање на терасата. Овој правилник треба да биде усвоен на седница на Совет на општина Центар до крајот на месецов. Потоа тој ќе биде основа за носење одлуки со кои, за да се отвори кафула во зграда, сопственикот треба да има дозвола од 51% од станарите, а доколку нема ваква дозвола, нема да му се одобри проектот, а ќе биде ограничено и времето до кога може да се пушта гласна музика на летните тераси. Од јавното сообраќајно предпријатие Скопје информираат дека по барање на жителите од Бардовци се прави измена во возниот ред на автобусот со број 21, кој сообраќа од транспортен центар до Бардовци. Променет е вечерниот термин. Наместо во 22 часот и 50 минути, автобусот ќе тргнува во 23 часот и 5 минути. Автобуската линија 21 што сообраќа од транспортен центар до Бардовци, од денеска ќе има измени во возниот ред во вечерните часови. Како што соопшти ЈСП Скопје, во петок и сабота досегашниот термин 22:50 часот се поместува во 23:05 часот. Со ова ЈСП Скопје го исполнува барањето на жителите од Бардовци, кои официјално поднесоа иницијатива автобусот на посочената линија да сообраќа подоцна за време на викендите, информираат од предпријатието. ЈСП Скопје ја донесе одлуката по направените анализи на терен во соработка со град Скопје, процедура која е неопходна при било какви измени на утврдениот единствен возен ред. При судир со брзина од 50 км на час, бебе од 5 кг добива маса од 100 кг, што е невозможно да го задржите во раце и да остане безбедно. Затоа е многу важно да користите детско седиште во автомобил и тоа треба да биде од безбедносни причини, а не затоа што е законска обврска. Во Македонија за 3 години се изречени само 39 казни за некористење детско седиште. Важноста од употребата на детски седишта и постојана едукација на родителите по прашањето за безбедноста на децата во сообраќајот е постојано актуелна тема. Имајќи ја предвид поразителната статистика кога е во прашање безбедноста на децата патници во сообраќајот, може да се заклучи дека користењето на детските седишта се наметнува како нужна потреба. Користењето на детските седишта од една страна е задолжителна законска обврска за деца до 5 години, но истовремено представува и морална одговорност на секој родител. Секој родител мора да биде свесен и одговорен кога е во прашање животот и безбедноста на децата. Односно, користењето на детските седишта е одраз на родителска одговорност.
Оправдување и изговори не смеат да постојат. Цената што ја плаќа детето со својот живот поради тоа што родителите немаат време, не сакаат или не се доволно информирани за користење детско седиште е огромна. Односно, не смеат да постојат изговори и оправдувања како што се одиме само до продавница, градинка или парк. Најголемиот број од сообраќајните незгоди во кои страдаат децата се случуваат кога патувате на кратко растојание во населено место. При судар во движење, низ силата која следи, детето или бебето добива таква маса што е невозможно да се задржи во раце. Например, бебе од 5 килограми, при судир во возење со брзина од 50 км на час, колку што е дозволено низ град, ќе има маса од 100 килограми, што значи дека при судирот треба да се обидете да задржите 100 килограми во преградка. Неколку родители кои ги прашавме дали користат детско седиште во автомобилот, одговорија потврдно. Дали користите седиште за во кола за детето? Да, обавезно. А зошто го користите? Заради безбедносни причини или заради казните? Па пред се ради безбедносни причини, првично транспортерот, а потоа и седиштето, а секако и ради казните, ама пред се ради безбедносни причини. Да, бидејќи ја не живеам тука, живеам во Канада, обавезно мораме тоа, само што дојдовме за доброто на детето. Така. Тоа е поради доброто на детето, нели и поради безбедносни причини? Да, и безбедноста. За казните повеќе се казнуваме ние родителите, отколку за ако се случи нешто на него, ние ќе се казнуваме. Подобро да има седиште кај што ќе седи, па подобро рад да седиме. Да, ради безбедност на малото. По прашањето пак за правилна употреба на детските седишта, и тука ситуацијата е загрижувачка. Речиси 90% од родителите кои ги користат истите прават ненамерни грешки поради недоволно знаење и искуство, како на пример несоодветно фиксирање на детското седиште и врзување на детето во него, што се однесува до седнување на децата на предно седиште. Веќе е добро познато дека деца помлади од 12 години не смеат да се превезуваат на предното седиште, освен во случај кога се превезува дете помало од 2 години во детско седиште во кое детето се врти обратно од насоката на возење и под услов да се исклучи воздушното перниче. 35 евра и 15 негативни поени е казната ако родителите не ги возат децата во детско седиште во автомобил. Во Македонија оваа обврска е заложителна од 2015 година и за речиси 3 години се изречени само 39 глоби за овој прекршок. Родителите во земјава бавно ја прифаќаат практиката да ги врзуваат децата додека ги возат. Безбедноста на децата во сообраќајот не е право на избор, туку ваша обврска. Затоа користете детско седиште и возете ги безбедно вашите најмили до посакуваната дестинација. По огромниот успех на македонскиот филм вечерва во Кино Милениум премиерно се прикажува филмот Господ постои, името е Петрунија на Теона Стругар-Митевска. А во македонската опера и балет пак се изведува операта Риголето од Джузепе Верди под диригентската палка на Бисера Чадловска. Градското кино Милениум вечерва е домаќин на македонската премиера на филмот на Теона Стругар-Митевска Господ постои, името е Петрунија, кој беше единствен наш представник во официјалната конкуренција на Берлинскиот филмски фестивал. Филмот доби 2 престижни награди, едната за почит кон оние уметнички дела што сведочат за моќта на филмот во откривање на мистериозните длабочини на човекот, другата од членови на жири комисија, кои се дел од Асоциацијата на германската уметничка кинематографија, а воедно се и менаџери на Арт Кина. Билетите за македонската премиера чинат 150 денари, а филмот е распродаден за кинодистрибуција на 28 територии низ целиот свет. Во македонската опера и балет вечерва пак се изведува операта Риголето од Джузепе Верди под диригентство на Бисера Чадловска. Улогата на Риголето му е доверена на Ристе Велков, а настапуваат и Нада Талевска-Спасовска во улога на Джилда, Зоран Сотиров во улога на војводата од Мантова и Александар Стефановски во улогата на Спара Фучил. Оваа трагична приказна за љубомората и одмаздата е напишана според драмата на Виктор Иго, Кралот се забавува. Раскажана е со возбудлив музички јазик и незиниот успех наназад низ историјата не се должи само на либретото, на трагичната судбина на насловниот лик, туку и на прекрасните арии и мелодиската структура. Голем солистички концерт на Владко Лозановски на 23 март во ВИП арена Борис Трајковски. Природни антидепресиви, мента, маточина, валеријана.
За време на постите, често се продаваат намирници кои се означени како постни, а всушност не се. Гастро 2019, посветено на балканските кујни. На 23 март во ВИП арената Борис Трајковски голем солистички концерт ќе одржи еден од најквалитетните вокали на Балканот во моментов, Владко Лозановски. Лозановски за Прва-Скопска изјави дека интересот за концертот е огромен. Влезници купуваат од сите генерации, а за неговата публика ќе ги отпее веќе познатите хитови. После повеќе од 10 години на сцената, еден од најквалитетните вокали на Балканот во моментов, Владко Лозановски, ќе одржи голем солистички концерт на 23 март во ВИП арената Борис Трајковски со почеток од 20 часот и 30 минути. На концертот, како што најави денеска Владко, ќе бидат отпеани неговите најголеми хитови: Сонце не ме грее, Ова лето ќе се памти, Јако јако, Мандарина, Километри и уште многу други. Лозанов за Прва-Скопска изјави дека интересот за концертот е огромен. Влезници купуваат обожаватели од сите генерации, од најмлади до најстари, и истите се продаваат речиси во сите градови од Македонија. Па така очекува салата да биде исполнета до последно место со неговите фанови. Од Авалон велат дека концертот ќе биде со спектакуларна продукција на ниво на светските концерти, затоа што мислењето на организаторите е дека Владко Лозановски заслужува таков третман. Владко, 23 март е твој ден, твој солистички концерт. Ке може пред гледачите на Прва-Скопска да ни кажете после колку време се случува овој концерт? Па ваков голем солистички концерт искрено во Скопје прв пат. Не дека не сме настапувале тука ни Скопје ни цела Македонија, каде што искрено секаде било преполно, но ова е прва прилика каде што може да собериме цела Македонија на едно место. Не конкретно цела Македонија, но одреден дел од публиката кои што ќе ги пеат моите песни, како што се Километри, Мандарина, Јако јако и многу други. Одвај чекам да дојде денот 23 март во Борис и ќе биде одлично, феноменално. Верувам дека ќе биде така. Твоите очекувања навистина се убави. Многу публика од цела Македонија може да се собере. Меѓутоа, еве ќе ни кажете и рековте дека имате и некои изненадувања кои ќе бидат твоите гости на концертот. Да, моите гости ќе бидат, како што кажав, во неколку прилики, моите пријатели долгогодишни Next Time, близнаците Мартин и Стефан, кои што се поддржуваме од стартот на нашите кариери, што се вика и заедно почнавме со нашите кариери. Потоа Магдалена Цветковска, мојата блиска пријателка кој што се подпишува на многу мои песни. Тие се тие кои што ќе бидат гости, но нормално ќе има и одлични музичари како Чирта Сакс кој што свири на мои песни, Никол Чемицески и нормално мојот бенд кој што е над 13 членови кои што неуморно прават проби и сите со нетрпение го чекаме моментите. Во изминатиот период назад извадивте многу хитови. Ке може ли да кажете кој е тимот кој стои позади вас? Тимот е уште од стартот на мојата кариера. Тоа се Лазар, Магдалена, луѓе кои што работат на моите видеоспотови, тоа е последниот Даниел Јовески кој што ќе се подпише на мои следни видеозаписи. Мора да ги поздравам и мојата сестра Марија Лозановска, Милан Миланов и многу други кои што во моментов работеле на мои 3 албуми, тоа се Лозано, Преку 7 мориња, 10 и секако ќе има уште многу од нас, многу музика, многу песни, многу проекти. Уште сосема за крај, пред известно време излезе твојата нова песна Мајка. Ке може ли нешто повеќе за неа да ни кажеш и се надевам, нели, тимот го кажавме, меѓутоа еве како се случи да отпееш таква емотивна балада? Па да, Мајко е песна емотивна балада која што беше подготвена уште од подолго време. Планирана беше нормално за овој период. Емотивна балада која што мислам дека многу луѓе си имаат пронајдено во таа песна. Тимот е тој кој што го кажав претходно. Голема благодарност и до тие кои што беа во видеозаписот, актерката
учествува во аудиото, тоа се Илија Филиповски на виолина, Војче Петрушев на хармоника, дечки кои што се добро публиката е запознаена добро, членови од групата Маестро. Андреј Папас, да си го поздравам, кој што ме облекува континуирано, кој што го прави мојот стил. Така да Мајко е една емотивна балада која што исто така и мене ми се едно од помилените песни и баш ми е драго што има преубави коментари на YouTube, се емитува генерално секаде колку што можев да слушнам и да видам и нормално ќе запеем и на 23-ти. Јас ти благодарам за разговорот и посакувам многу успех на 23-ти и уште многу солистички концерти во твојата кариера. Ти благодарам многу и уште еднаш да ги потсетам 23 март ВИП Арена Борис Трајковски, може да се купат картите на avalon.mk и на продажните места кои ще се најдуваат баш на таа страница. Благодарам. Влезниците се во продажба преку продажната мрежа на Avalon низ Македонија и онлайн на avalon.mk. Депресијата се чини дека станува составен дел од модерното живење. Според податоците од Министерството за здравство, секој 10 македонец пие диазепам и тоа е третиот најпрепишуван лек. Познатите браќа билкари Дејан и Кристијан Ачковски препорачуваат билки кои се природни антидепресиви и кои даваат одлични резултати последните 15 години. Постојат многу начини и лекови што може да се употребат за лекување на депресијата, но лошо е тоа што речиси сите имаат страшни нуспојави кои следуваат со нивната употреба. Според податоците на Министерството за здравство, секој 10 македонец пие диазепам и тоа е третиот најпрепишуван лек, а годишната потрошувачка надминува и над 1 милион пакувања. Психолозите велат дека лекарите наместо да направат психотест, без проверка им препишуваат диагноза на пациентите, а во голем дел од аптеките до диазепамот може да се дојде и без рецепт. Диазепамот доколку се користи често може да предизвика сериозни последици врз здравието. Наместо антидепресиви, постојат и многу билки во природата кои го имаат истото дејство, но ги немаат негативните последици. Ментата, маточината, валеријаната се само дел од билките кои може да се користат наместо антидепресиви. Според познатите браќа билкари Дејан и Кристијан Ачковски, билките може да се користат и самостојно, многу помагаат, немаат контраиндикации, а даваат одлични резултати во последните 15 години. Наместо антидепресиви може да се употребат нането, ментата, тоест маточината, валеријаната, хмелот, булката, ориганото и уште многу други. Овие билки во споредба со антидепресивите многу помагаат, може да се надополнуваат и немаат контраиндикации. Тука можат да помогнат и мајкината душица, конската детелина, елефтерококот, миртата и многу други. Граѓаните ги користат, меѓутоа едукацијата секогаш би им било од корист. Плюс, можат да се надополнуваат со антидепресивите, можат да се користат самостојно и немаат никаков контраефект. И како самостојно даваат одлични резултати на кои сме сведоци последниве 15 години. Депресијата се чини дека стана составен дел од модерното живење, а овие билки може да ви помогнат во совладување на истата. За време на Великденскиот пост многу често низ маркетите може да се најдат производи кои се означени на амбалажата дека се постни, но верниците кои постат треба да бидат особено внимателни и да ја читаат декларацијата, затоа што неретко се случува и покрај тоа што пишува дека е постно, всушност да содржи траги од животинско потекло. Великденскиот пост веќе започна и секако оние кои постат внимаваат на својата исхрана. Постот подразбира да не се внесува масна храна, односно месо, млечни производи, но бидејќи ова е најстрог пост, се ограничува и јадењето на риба и масло. Тие може да се конзумираат во одредени денови. Но оние граѓани кои постат треба да внимаваат кога купуваат производи на кои е посочено дека се постни. Секако секој верник кој одлучил да пости, најпрво ја прегледува декларацијата на производот и од што се состои. Многу пати се случило токму онаа храна, растителна маст, сирење и млеко на база на растителни производи, посен маргарин, всушност да не се од растително потекло. Граѓаните кои ги анкетиравме се со поделени ставови и околу постењето и околу верувањето на производителите кои на производите пишуваат дека се постни. Дали постите? Редовно не, ама така 1-2 дена во годината кога е пред некој голем празник, само тога. Не. 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 Постам, да, ама не цели пости, пошто сум жена во години веќе.
Не. Дали им верувате на производителите дека на одреден производ каде што пишува дека е посно, на вистина е така? Да. Не верувам. Зашто со мали букви пишува дека има сурутка, има млеко во прав, трагови од не знам што нешто, така да лажат сите помалку. Верувам веќе за храна ништо не верувам. Често се случува растителните сирења да содржат некои состојки од животинско потекло, како што е казеин, протеинот, па доколку купувате растителен кашкавал или сирење, задолжително проверете дали содржат казеин, протеин. Треба да знаете дека посно е само сирењето од соја. Исто така внимавајте и со лебот, бидејќи во одредени пекари се премачкува со смеса која содржи јајца, за да добие сјај и крцкавост. Внимавајте и со грицките и задолжително читајте ја декларацијата, бидејќи токму тие содржат млеково прав и какаово путер, состојки кои не се посни. Македонија, Хрватска, Бугарија и Грција заеднички ќе се представат на туристичкиот пазар преку своите национални специјалитети. Преку проект за промоција на балканските кујни ќе се развива гастротуризам кој представува магнет за туристичките трагачи по нови неоткриени дестинации. Спојувањето на 4 национални кујни и гастромските вештини е дел од проектот Еразмус+. Балканските кујни заеднички ќе се представат на светскиот туристички пазар со понуда на вкусните национални јадења. Македонија, Хрватска, Бугарија и Грција ќе привлекуваат туристи. Старите традиционални рецепти се покажаа како магнет за туристите, кои трагајќи по нови вкусови одбираат неоткриени гастрономски дестинации. Токму ова е дел од проектот што деновиве се одржа во Охрид. Професори и студенти од македонски, хрватски, бугарски и грчки универзитети подготвуваа вкусни специјалитети преку кои заеднички ќе развиваат гастротуризам. Од овој проект во изминатите 30 месеци потрошени скоро 190.000 евра. Беа изработени 8 работилници на кои што присуствува вкупно 16 лица, додека во процесот на истражувањето за националните менија на македонска страна учествува некаде околу 100 студенти. Со алатките кои што ги изработуваме, практично и помагаме на студентите да се стекнат со потребните знаења и умења како да ги користат тие алатки во престојниот период кој што доаѓа за сите нас. Јако битно што се заправо одмичемо од саме теорije, а се оддалечуваме од теоријата и се приближуваме кон праксата, она што е најважно во современиот туризам, и затоа резултатите од овој проект се многу важни, бидејќи на студентите им се овозможува тоа што им е најпотребно. Еден ден кога ќе излезат на пазарот на труд да знаат да работат, а не теорија. Тоа е главната цел на проектот. Различни, но и многу слични се националните кујни на Балканот. Вкусот на сличните јадења го менуваат автентичните зачини. Според последните истражувања во светот тренд е развојот на гастрономски туризам. Туристите сакаат да се запознаат со националните кујни на секоја туристичка дестинација. Најпрактично за развој на овој вид туризам е вмрежување, односно спојување на повеќе национални кујни. We had the chance to meet and exchange ideas about gastronomy. Имавме прилика да размениме искуства за гастрономијата, кој е многу важен сегмент за овој регион од Европа. Имаме многу заедничко во поглед на гастрономијата. Исто така изработивме повеќе промотивни и едукативни материјали како угостителски софтвер за студентите. Нашата цел е да продолжи оваа соработка во иднина, да создадеме мост преку оваа Erasmus Plus програма која ќе ја зајакне нашата соработка. Подобен тип партнирање е многу важно, заштото по този начин Овој вид на соработка е исклучително важен, бидејќи го подигнуваме квалитетот, способностите и квалификациите на студентите, и тие ќе можат да работат независно и да се ангажираат различно според сезонските потреби во угостителството, зиме или лето. Спојувањето на 4 национални кујни и гастрономски вештини е дел од проектот Erasmus+. Националните специјалитети се промовираа во секоја земја одделно, а потоа со едно заедничко мени ќе се настапи пред светските туроператори.
За викендот и на почетокот на следната недела не очекува топло време со пораст на дневните температури. В недела и во првите денови од следната недела на повеќе места дневните температури ќе бидат над 20 степен. Во Скопје утре температурата ќе достигне 16 степени. В недела ќе се движи од 4 до 20, понеделник од 3 до 21 степен и вторник од 4 до 25 степени. И уште една информација за крај во вестите. Сообраќајот на улицата Даме Груев во Скопје в недела ќе се одвива со изменет режим поради потребите на Скопје Филм Студио за снимање на филмот Хомо. Продукцијата информира дека сообраќајот ќе биде стопиран од 6 до 18 часот, а возилата ќе се пренасочуваат кон околните улици со повремени пропуштања. Тоа е последната информација за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, а повеќе информации може да најдете на нашата веб страна mtm.mk. Пријатно!